Новата образовна концепција, која предвидува спојување на предметите, предизвика остри реакции во научната фела. Сдруженијето на историчари бара враќање на историјата за 6-то одделение и мораториум на концепцијата за основно образование. Добар ден и добродојдовте во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. По денешното издание ќе зборуваме токму за оваа тема која што се однесува на концепцијата за основното образование. Понатаму, повторувањето на досегашната практика на избрзано донесување нови наставни програми за историјата во последен момент, а во конкретниот случај за наставната програма за 6-то одделение за вештачки конструираниот предмет Историја и општество, од што ќе треба да произлезе и експресната подготовка на новиот ревидиран учебник, ќе предизвика крајно штетни последици за македонскиот образовен систем, велат од Сдруженијето на историчари. И независниот синдикат за образование упати критики за најавената образовна концепција на Министерството за образование и наука. Велат со спојувањето на повеќе предмети ќе се намали бројот на работни места во секторот образование, а истото може да предизвика и појава на технолошки вишок. И токму за оваа тема и ќе разговараме, не е нешто што досега сме го немале како тема, не конкретно можеби оваа, но во делот на ревидирањето на системот кој што се однесува за основното образование, спојување предмети и слично. На 0260 91 924 или 925 може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари по однос на денешната тема. Но истовремено може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Добар ден. Ало. Да, добар ден, погласно речија. Повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Поздрав за тебе и екипата и гледачите. Благодарам, поздрав, повелете. Јас и прашувам и самиот се прашувам дали овие печатени книги што треба да бидат за основно образование и за средно образование и за високо, за све, значи, Министерството ги прави или има некоја посебна комисија која е заангажирана само за печатање на книгите. Тоа си е и во консултација со Бирото за развој на образованието, но секако Министерството за образование и наука. Дали се менјават или е постојана таа? Ако е постојана, ја не знам како може такви грешки да се прават. Добро. Не знам како може такви грешки да се прават. Например, како што беше минатиот пат, ама есен такова беше, Бугарија е на запад од Македонија, Албанија на... Како може таква грешка да се прави? Како може таква грешка? Не знам зашто. И треба да се внимават. Сигурно на министерот не е обврска, меѓутоа е обврска да таа комисија што е или представничко тело што е во образованието да биде постојана комуникација. Зашто тој е еден обичен човек, речеме со високо образование и наименуван за министр. Меѓутоа не е сигурно стручњак за печатање за такви работи. За образованието. И затоа доаѓа до вакви катастрофални грешки. Така да, треба да се внимава на тоа. За целокупната настава. Така. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Видете, јас не сум многу сигурен дека ова го прави образованието. Добро. Овие учебници дека ги припрема образованието. Ова се случува помеѓу владата на Северна Македонија и владата на Бугарија. Затоа што владава наша, министерот за надворешни работи, сака да се укинат овие, да нема и географија, да нема ништо со она и реченица стално ја повторувам и ќе ја повторувам. Сан Стефански договор им честиташе на бугарите. Што значи тоа? Тоа треба да се укинат историски работи, да се укини све. Она што било зацртано во Сан Стефанска Бугарија
Тоа да се протежира сега, ама потајно, не нагло. Прво историја, географија, па ќе ги собериме на едно купче, па утре ќе ги избришиме. Тоа е системски направено, системски смислено и полека само си терат, си лазат, кој ќе пуштиш вода на да лаза полека и ќе си излези на крај. Да не ми е јасно овие што ја водат држава или не му е јасно. И сега удират на министерот за образование, а овие од другата страна го прават тоа. Не е во ред ова што ни се случува на нас. Ова е ништење на државата од корен. Се знае тоа. Историја прво, па држава се прави. Без историја нема држава. Без образование нема држава. И тие ги фаќаат корењето, од тука почнуваат и затоа ова нас ли се случува. Народот толку мирен, толку наивен, да речем, не знам како е, сите си чутиме, сите си минуваме и ова си оди како што треба одмачкано, си терат. Не времето ми отиде да ве поздравам, пријатен убав ден. Благодарам и јас вам ви посакувам исто така. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до Црвомна и до телевизор вечете. Благодарам, поздрав, повелете. Ова денески што го слушав и на пресконференциите и овде што виде во наслов, не како што треба. Тука треба подкитно големите историчари, не тие што излегуваат од 30 години историчари. Со старост, тоа не е историчар. Тоа е само човек кој учи историјата. Пошто ќе ви кажам еден друг пример. Се сеќавате со Кембридж програмата? Ева и сега почнуваат такви циркузијади да се прават во образованието. Затоа тука треба Институтот за национална историја. Институтот треба да излези со свој мислења, да му кажи без разлика дали Министерство за образование и наука, дали министерот, дали бирото за развој на сите треба да му се каже дека историја, географија, биологија, хемија треба да се изучуваат тие предмети. Тие предмети се многу битни во образованието, поготово од 5 до 8 поделение. А нагоре може да прават тие природни науки што сака да ги сместат. Затоа јас ќе ја повикам владата начело со министерот за образование, пошто тој човек верувам дека нема елементарно познавање од образование, да го повика Институтот за национална историја и тој да ги изготвува тие учебници и да му даде до знање дека тоа не е правилно што се прави на децата да останат слепи и ќори због таа историја. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Дали сум на линија? Вие сте, да, повелете. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека овдека имаме една папазанија што не знам како да ја објаснам. На мене нелогично е да географија, историја, биологија, хемија, физика да бидат заедно и тие професори ќе бидат ангажирани да предават. Ако веќе тие бидат ставени во една програма, како ќе ги одвојат тогаш нивните предмети да ги предават одвоено онака кој за што да речеме завршно. Ја мислам дека тука да не се играат играчки со децата, затоа што нашите деца до 5-то одделение фактички ја учат азбуката на писменоста. Тука се стречаваа што се вика со науката. И не дека меѓу 5-то и 8-то одделение, значи веќе се комплетираат и треба да знаат што е историја, што е географија, што е ботаника, физика и хемија. Значи не може да ги споиме заедно историја и хемија, каде што се прават анализи со разни хемикалии. Не може да ја споиме физика со географија или историја, каде што се права струјно коло, значи каде што не се одвесуваат едно со друго. И за мене мислам дека треба тој што ја дал таа согласност да се извини на
посебно на учениците и да се врати онака како што и досега се учело, тоа се посебни предмети, значи со посебни потреби и треба значи да децата да учат онака како што значи со генерации уназад што се вика сме учеле сите тие предмети. И мислам дека одека само ќе ги осакатат децата да не научат ништо. Ако им е тоа целта, тогаш да ги поздравиме, да им речеме фала за неукоста. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Па, ово е нешто, како да речем, нешто невидено. Значи, некој и текако се игра со образованието, со науката и со сите делови од науката. Со историјата, ги изедначува, ги клаа под знак на равенство, ама баш сите работи. Кај може биологија со хемија, или биологија со физика, или тоа се различни науки. Сите секаде се учат, на сите и на факултетите се различни. Секаде е различно, значи. Јас не знам зашто се играт мајтап со децата. Децата нема да знаат, ама баш ништо. Ова е, значи, упростување, уствари мешање баби и жаби. Не може физиката да биде иста со историјата и со географијата. То се глупости. Сите имаме колку толку некакво образование. Не сме може доктори на науки или било шо, ма ова на ништо не личи. Ова по се изгледа, мене ми личи се како насе, велико политиканско школство, образование. Тоа е и ништо друго повеќе. Овде игра улога политиката, се гледа да му се угоди на некој, меѓутоа тој некој не заслужува баш ништо. Историјата си историја, она што било поминало, географијата си е географија, простора на кој што стоиме тоа е, на кој што седиме, исто така светот е ист како што си е, така да. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Со спојувањето на повеќе предмети во концепцијата за основно образование на Министерството за образование и наука, ќе се намали бројот на работни места во секторот образование, а истото може да предизвика појава на технолошки вишок. Реагираат од Независниот синдикат за образование и наука или НСОН и Издруженијето на историчари на Македонија. Станува збор за концепцијата која е воведена од 2021 година и која почна со тогашните деца од прво и четврто одделение, па следеа новини во програмата кога стигнаат тие ученици во второ и петто одделение, а наесен треба да ги опфати кога ќе бидат трето и шесто. Со таа програма се спојуваат предметите историја, граѓанското образование и географија во историја и општество. Синдикатот вели дека спојувањето на предмети може да предизвика појава на технолошки вишок, земајќи предвид моменталниот закон во кој висината на платата се исплаќа според бројот на наставни часови. Цитирам: "Ке ги преземеме сите расположливи средства да се заштитиме самите себе си како и нашите права и нашиот углед. Во периодов имаме раст на бројот на членови и формирање нови организации низ повеќе општини и училишта. Во брзо време ќе се стекне со репрезентативност и на располагање ќе ни стои алатката за прекин на работниот процес во форма на штрајк", завршен цитат, вели Томислав Гиевски, председател на синдикатот. Од Сдруженијето на историчарите пак реагираат дека историјата мора да остане посебен предмет во образованието за шесто одделение и дека се против тоа што со концепцијата е укинат предметот историја. Цитирам: "Категорично застануваме во заштита на колегите наставници, чии што работни места се доведени во прашање поради кратењето на бројот на часови по историја, што е предизвикано од непромислените новоконципирани наставни планови и програми, со што во крајна линија се ревидира и содржината на македонската историја", завршен цитат, вели Сдруженијето на историчарите. Оттаму подсетуваат дека лани во декември
до Министерството за образование и наука поднесле барање за повлекување на учебникот по нововведениот предмет Историја и општество за 5-то одделение, во кој нотирале 60 сериозни пропусти и грешки во концепциска, содржинска и методолошка смисла и дека се уште не се известени дали е повлечен од употреба. Добар ден. Огнен, добар ден. Да, повелете. Со смена на оваа власт, а верувам дека ќе дојде до смена, новата власт треба да си ги врати старите учебници по кои учеле генерации и генерации и по кои испадна многу силни и, да не кажам, инженери и лекари и така натаму. Значи, старата историја, географија, математика, сите тие да си се учат поединечно. Не може еден професор да знае да предава математика, географија и историја. Тоа е оптеретување за самиот човек, а и знаењето што го има за еден предмет не може да го има како за 3 предмета. Значи, ако сака новата власт генерациите да бидат силни, школството да фати еден подем, мора да ги врати старите учебници. Ова што сега не оди во надолна линија, сум го рекол и ќе го речам, заслуга е на оној пазарџија од Струмичко на село, да не го спомнувам. Тој треба, откако ќе заврши оваа голгота, да испадне пред суд и да добие заслужна казна. И сите тие кои го следат неговиот пат, истото треба да го добијат како заслужна казна. Огнен, биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден, почитувано возителу. Да, повелете. Диме од Скопје, добар ден. Па видете да ви кажам, неколку збора за хемија и физика. По мое, колку што јас знам, тоа се унифицирани науки, така да кажем. Ниту јас, ниту вие нема што да кажеме плюс-минус за Исак Њутон. Така? Или за Марија Кири. Тоа е хемија, физика, тоа е. Нити потекнува од кај нас, нити и завршува кај нас. Него трагедијата е во што? Јас уште многу одамна имам кажано дека лично, како Диме, за мене историја е вчерашниот ден. Она што сум го доживеал, ме разбирате, лично јас. Зошто го велам ова? Јас на нашата историја многу малку верувам. Историја како историја, да. Значи, постои наука, општа историја за цел свет и собствена историја, која што собствената историја нас треба да не учи за љубов кон татковината од најмала возраст. Нашиви историчари, за жал, начело со Коцаре од Ману, они сега се освестија да реагираат на мамката што бугарите ни ја фрлија на времето, што не признаа како Македонија. И сега гледајте каков раскол има во Ману. Тоа е нашата трагедија. Не може историчар да се потенцира по партиска основа. Ве молам. Историчар е историчар. Ако си македонец, ки ги браниш историските права на македонецот. А не мене да ме замајуваш со Александар Македонски или Филип II. Јас тоа не го признавам и не го почитувам. Точно, јас сум учил основно одека историја, ама сум учил и некаде далеку историја, југословенска, каде што сме согледувале што е историја. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Во програма сум? Да, вие сте, повелете. Јас сакам нешто за историјата да кажам. Ајде, повелете. Историјата не треба да се менува. Таа историја на нас ни е се. Не овие нови учебници што ги нема, демек ги немат или било како да кажем, не знам. Тоа е се наместена работа да ги нема. За децата да не учат историја
дали сакат некој албански јазик да учат или било каков, или ова како што терат со ова власт, со ова влада, што ги клават, не знам колку се писмени тие, што ги клават министри, дали за здравство, дали за образование, дали за патишта сега што прават. Срамота е тоа што го прават. Докаде ќе терат, значи на нас ќе треба македонскиот јазик да го избришат и Македонија да ја снема понизно. Сакат да биде Албанија. Затоа ги клават овие албански. Они така по Албанија не можат слободно да зборат, не тука да ни продават. За историјата ќе ве замолам, господине, да зборувате, за јазикот никој не зборува. Зборам за историјата. Не, за јазикот зборувате, господине, зборувајте за темата. По старите учебници да биде историјата, како што сите ја учевме, јас кога ја учев, за време за Југославија кога учевме, сите работи, за сите работи. Кај учебници нема. Каква држава нема пари за учебница, има пари за крадење 300 милиони, милиарди, колку се, срамота, греота, или за некој пишуват, оди на некоја каса, 10 денари, 100 денари, помош за тоа дете за лек. Држава сме, дај му пари, нека се лечи, за лек се парите. Они учебници не купуват. Ни на дечка не дават пари, а крадат, не знаат и колку крадат и они. Фала што не се слушате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден и почитување. Да, повелете почитување. Сдруженијето на историчари бара мораториум на концепцијата за основно образование. Па да ви кажам дека јас моите деца завршија школа се возрастни. Но со тука животот не застана, па приметувам некои луѓе, а па што ми е гајле, нема вакав, нема така. Пошто имам внуциња веќе, значи животот продолжува, внуци на моите браќа. И јас го поддржувам ова од историчарите, кои што сигурно овдека се школувани историчари, кои што аргументирано кажуваат дека треба да се застане и да се размисли пред да се направат работи кои што штетат на генерацијата. Како многу работи што тоа што сум го слушал, пошто ние сме веќе возрастни луѓе и што се покажа како лоши решенија и не треба и не, се работи за нивниот живот. Не можеме ние да кажуваме нешто ако е погрешно направено и се гледа, треба да се поправи. Нема филозофирање, нема политика тука. Овдека ова е урница одредени луѓе кои што мислам се нестручни по партиска линија, не една, не друга од сите страни, некои сериозни работи кои што во животот ќе се одразат на идните генерации. На вас првин као помладите, а гледам и на многу помладите што тебе да доаѓаат. Така многу паметување за многу е страшна да си таа пракса треба да се одмине, нестручните да се тргнат без разлика каква и директива да имат, пошто и да одговараат луѓето кои што сгрешат. Ние немаме нигде ова одговорност. Во 21 век да нема учебници и да директор овој. Да. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Имаат целосна поддршка овие историчари за мораториумот што го прават. Значи, овакви концепции за основно образование што се нудат од власта, оваа предавничка власт, значи, се неприфатливи и непоимливи. Значи, овдека осеќам дека Западот, демократскиот културен Запад, осеќа дека Владимир Путин полека ќе им навлези во нивните домови, па гледаат наврат на нос со огромни притисоци. Не го осеќам само овој притисок, го осеќам и притисокот со земјоделци на дека житоно што им го откупуваат за никакви пари, а ова 10 денари поскапо го зимаат од странство од некаде, а се знае од каде и кому му вршат работа. Значи сите овие дејанија што ги прават господава влада со уништувањето на историјата на македонецот, утре децата да учат некоја историја непозната. Таа е целта на тој Запад. Гледа да ја заврши побрзо работата
тоа што си го дал за цел да го реализира, па макар на било каков начин, дури го поврзувам и со овие лекарства за луѓе што имат проблем со тоа трикафтата. Денеска срам да му е, нели му е срам да излезе така безобразно да ги лаже новинарите таму да каже дека нема средства. Знам дека избега по темата, ама ги компарирам работите. Значи, упрашање е све што ќе кажеме ние така ќе направиме. И со Бехтели и ова све е тоа наметнато од тој Запад. Западот ни ги крои овие работи. Значи, они планираат како да сме ние нека афричка држава таму, некако сега у Судан што се случува, така ќе ги асимилираме на брзинка, ќе ги стопиме, ќе ги претвориме у нешто друго. Поздрав пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Да ја вратам темата назад кај гледачите, бидејќи почнувате да заминувате од неа. Новата концепција за основното образование предвидува од септември да биде воведен нов предмет природни науки, кој ќе ги обедини досегашните предмети хемија, биологија, физика и географија, но исто така и обединувањето на историја и општество. Значи да нема забуни дека тој што предава историја ќе предава и биологија и хемија. Затоа што едно е природни науки, другото е вамо. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Благодарам. Во програма сум ве радио. Да, повелете. Благодарам. Вака се, мораториум јас не поддржувам, поготово во образование. Излези. А дали знаеме кои се овие историчари? Нели ги баревме оние за уставот, по име и по презиме, правниците, по уставен. Зашто се овие не се во јавност по име и по презиме? Мислам дека треба да се дадат и тие кои историчари се. И се, зашто пак мешаме баби и жаби? Образованието мора реформи во образование. И што тука има лошо, убаво ви објаснивте. Кои предмети? Значи сродни предмети и секој професор ќе си предава пак по својот предмет. Само што најпосле ќе има една оценка за сите тие предмети што и кажавте. Општество и историја и оние физика, математика, биологија и уште некој беше. Зошто? Дали некој ги прочита учебниците? Дали се во јавност? Не се, јас колку што знам. Ниту кој ќе ги пишува, се уште ништо не се знае. А ние веднаш и сековме во корен. Оваа влада предавничка, таа пред неа беше многу арна, таа пред неа, ама сите беа сјајни. Од 98 јас ќе речам сите се предавнички. Еве јас тоа го велам. Затоа што ние све сме во место и не во место, него и назад сме. Од 98 ние наместо да одиме кон 2020 2030 ние одиме назад кон 60 година се враќаме. И сега зошто заземаме веднаш страна, тие биле предавници, овие не биле. Па јас да ви кажам, прва генерација деветолетка кога почна, во пето одделение учебниците имаа 30 листови. Од тие 30 листови, 3 листа беа целосни за Античка Македонија и Александар Македонски, 3 листа за времето од Гоце Делчев, а за НОП само 3 реченици имаше во тие истории. Може да ги најдете, да видите каква историја учевме ние. Исто таква како што Скопје не го изградија. И сега како викаат, во Грција македонците ги рачунаат антички македонци. Па ние така си сакавме, нели? Сега зошто бара? Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Да. Па за уште има да се зборе за образованието. Каде се парите што ги напиша учебниците сега пред мислам пролета, кога беше? Грешки, капитални грешки. Смешно. Па тоа, ако не е образование, луѓе го пишуваат со купени дипломи, пишуваат учебници. Дека иде. Каде се парите сега? Кој ќе ги врне тие пари? Данте што се дадени 650.000 евра. Некому дава некоја печатница, тоа што се од коалиција за печатницата, па мора да се помогне тамо. Сега новиче, 2 години децата мизеруваа поради короната, поради бомбите, поради шо. Секогаш сега јас не бранам никого, ама кога пред да почне школската година, учебниците веќе беа во училиштата испратени. А сега 2 години лажеше министерот, баш така ќе кажам дека лажеше, не сега, не утре, не ноември, не декември, како него е срам лажи на крај и да немаме пари. Како има пари да дава премиеро за прослави, за вина да ги воде на турнеи, да летки да прави, само Словено го грешил, треба му рамо за плакање, после ќе му треба не рамо до рамо, треба да стави црвено орел на црвењо, мора да му одговара.
Како не се срамат за дес? Студентите нема што да јадат, живеат у какви услови живеат студентите. За се нема за образованието пари. Па зашо има друго пари? Па нашите пари ги троше, не ги троше неговите. Дојдеја малцинството да не ги направи државата да не ја направат. Сите ги признаме, само нас не признава никој. Срамота е што се прави за учениците. Ја имам професорка знаа што предава од 6 до 9 оделение. Вика учениците се чудат кога прочитат Шопи Шумо учебни, сами се чудат. Бугарите не биле фашисти. Како не се фашисти? Вика, они сами одговарат учениците. Како не се фашисти? Благодарам за јавувањето. Следна линија, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Видам многу краток. Ајде. Мајка на сето тоа знаење историјата. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Следна линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете? Дали имаме некој друг на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Режија, дали имаме некој на линија? Да, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ај, вака сега, некој напаѓаат, некој бранат, ја се собирам само да поставам едно прашање. Зошто тогаш имаме за еден предмет по 2 учебника? Ако имаме една концепција на образование до сега, и ако била добра, а сега ќе било лошо. Да ми обстат сите, зашто за еден предмет имаме по 2 учебника? Зашто немаме како понапред што беше еден учебник историја? Па и сите, и тој во Ресен, и тој во Скопје учат од една учебник по историја, од еден автор. Тега вие учите историја од учебници од, да не кажам, од 3 пара автори, математика од 3 пара автори, македонски од 3 пара автори. Зошто имаме толку различни учебници? Све се работи за интерес за пари. Така и ова концепцијава со новото образование. Погледнете го ставот на синдикатот, има во технолошки вишок. Па како може да има во стопанството технолошки вишок, зашто да не може да има во образованието технолошки вишок, како нешто се реформира и се прави нешто ново? И сега што? Мораме нешто да го држиме до крај, само затоа заради некој да зима плата? Па, Боже мили, свет тече, све се менува. Како оној у стопанството си наоѓа чаре, така ќе си најде наставникот чаре, затоа што ќе се смени концепцијата на образованието. А какво образование, сакам да прашам, имаме до сега? Еве, ајде, ќе ги земам, да не кажам, до сега, да кажем, до 5-4 години, какво имам на образование? Да ми објаснат сите. Па не може децата да поминат на тоа годишно поеќе со тројка. А зашто е тоа така, сакам да ми објаснат сите? Затоа што ни е добро образованието. Супер ни образованието. Факултетите ни се, да не кажам кое место, не може да ги најдете на ранглистите. И после ни бегале децата во странство да студираат. Па да, бегаат. Затоа што ние нон-стоп само заради лични интереси на одредена група автори и да не кажам академски граѓани само печатиме книги. И ние ја вртиме историјата со тоа што ќе ги спечатиме новиот учебник по историјата, ќе ја смениме историјата, знаете, ќе откриеме топла вода. Така, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Дали имаме некој на другата линија, повелете? Доколку се слушаме со некој, може да одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Стандард со бурите сме. Точно кога е емисијата има бура надвор во Скопје. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Сдруженијето на историчарите... Ало. Да, добар ден, повелете. Абе, шо е ова работа? Ај, тука сме, господине Јаневски, тука сме. Да, повелете, ве слушам. Па, јас толку ве пратам редовно, али ето, никако. Али, фала му на Господа. Јас едно не може да разберам сите наши односно моите македонци, како бе така да мораш да играш кој како ќе ти свире, како да немаме ние учени, немаме способни, историја друг да ми диригира.
не су свесен зошто тоа ние имаме стручни лица кои се завршиле за историчари и што сега го негирам ја, мојот историчар требало бугарски да биде или грчки, што ја знам. Па се е убаво. Една мана наѓем на сите медиуми, ќе зборе случајно тема, пример, да биде од Бугарија, само зградите, институциите од Бугарија зад вас ке бидат, колку бајаги нема што да дадат од Македонија. Сами се негираме, сами се напаѓаме, а они како волци жедни за да крв локат, може така да се униште. Ово стварно на самоунистувачка политика прават нашите. Ништо повеќе. Со ово не се постигнува ништо. Треба човек да биде горд и Александар Македонски се вика, не се вика велики за тоа што Западо го тоа нарекол. Тоа се изучува и да бидеме поносни и од него, и од Гоце Делчев, и од Југословенска, у Југославија времето било кое. Тоа се минати времена што не треба. Благодарам за јавувањето. Не сум баш сигурен дека ја разбравте темата. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, вие сте. Добар ден. Добро, одиме со следната линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден, ве слушам. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, Огнен. Благодарам, поздрав, повелете. Видите, зошто албанците, зошто грците, зошто бугарите, зошто србите, хрвати, словенци, французи, германци, толку се борат за нивната историја. Само македонците. Македонците никако. Од историја не се живее. Не се живее, ама нема корен народот. Затоа и не признава никој. Сами не се признаваме. Ние сакаме овие паразитите и кодошите ноп. Ноп е еден дел од историјата македонска. Меѓутоа македонската историја треба да се врати назад, сите периоди да се изучуваат. А кодошите и паразитите ноп оти од него живеаше во Југославија и сега уште живеат. Па нивните наследници, нивните предници уживаа и цицаа од државата, сега повие цицаа и они не ја признаваат историја. Без историја нема нација. Се разбереме. Ние затоа они видоа какви сме, не подкупија со Преспанскиот договор со пари, да се разберем, странските вестници на големо пишуваа, шоти стотици милиони се дадени на тие што го подпишаа Преспанскиот договор. Стотици милиони. Тоа ќе излезе еден ден. Значи, видоа какви сме и сакаа историјата да ни ја нема. Со немањето на историјата немаш нација. Тоа да се разбереме. Ние јазикот, па јазикот ја, тачно и јазикот, тачно и името. Името е најголемо, па името е прв белек на нацијата. За темата ќе ве замолам да се задржите. Така да, целта на нашите непријатели, стратешки непријатели, кој го прави тоа? Америка го прави сето тоа. Кој прави војните? Америка ги прави. Кој ги спратвара болестите? Америка ги ствара. Добро, вие мислите дека Америка ни го менува концептот за основно образование? Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до сите гледачи кои мешат се и свешта. Благодарам, поздрав и за вас, повелете. Видете, почитува новинар, значи, дај повикајте некој да го зружи. Ние то гледам, и луѓе ги измеша работите тука, се и свешта. Значи, не му е јасно. Значи, што сака здружението да кажи тука на ТВ, вие ќе му поставите некој прашање, знаете како, и да не објасни. Темата е добро поставена, ама сите што се јавуваат, меѓу тие што не е доволно упатен што сака здружението да постигне. Што е целта? Значи, мора да се работи за државата, за учениците. Значи, таа иднината на Македонија, да повикаат од здружението некој, да објасни, да поставите овај прашања и да видиме
Ако има тема или понатаму кога ќе се одвијат работите, ако поставите друг пат тема, па да коментираме како што треба и вака да не лупаме во максимум дивизија кој натаму кој наваму. Ви благодарам и подобро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Абе, ја не би се сложил со ова што го донесе Министерството и владата, ама не е во интерес на загубата на учителите и професорите. Ова само во Моровците се јавуват и кажуват контра книгата што ќе се пишува 4 автора во една книга. Сигурно знае Министерството повеќе од нас што ние, да не кажам, ламотиме по телевизии, те вака, те онака. Абе, дайте ме луѓе, ќе пробаме дали е ефикасно или не е ефикасно. Значи, све во Моровците се виновни за ова работа. И тоја Германија што се јави. Абе, дайте ме луѓе, бе, едноставно да пробаме што значи ова. Ја стварно и ова што по неколку пати се ја уважавало на линија се. На тој што му дадат 2,5 овај, како се вика... Жолт картон, добро. Кази, тој се јавува и ги прикинува и другите на линија. Не може тој е навикнат на двете емисии да се јавува понатака. На него треба клучно како таа не треба да му се даде открадно решение. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Од коментарите на интернет, анонимен ни пишува, вели, моје мислење е дека треба да се направи мораториум на новиот концепт во основното образование, да не играат играчка со децата. Нашите деца не смеат да се користат како експеримент. Завршува тој. Понатаму... Добро. Надица К. запишува и вели, поздрав за емисијата и водител, благодарам и вам исто. Ова со новиот концепт на образование ми стои како мешање на Западот во македонското образование. Западот не користи како експериментални глупци. Поздрав и вам, Надица. И... уште еден коментар. Анастас Р. пишува и вели, ова е страмно и жално, образованието го урниса, нова концепција, што му фалеше на таа концепција, што ја учевме во СФР, ја запрете со глупостиве. Добар ден. Добар ден, ног ден. Да, повелете. Поздрав до тебе и до редакцијата. Поздрав. Ќе бидам искрен, немав намера да се јавам, затоа што ова е концепција одредена, која ќе се најде на расправа, на дискусија, во надлежни органи, во образованието, во науката, па може би ќе дојде и до некои собранички комисии. Во секој случај, ова е само еден концепт, еден предлог. А дали ќе се усвои вака или ќе биде изменет, ја така ја сваќам темата. А не мислам да се јаваме и то се јаваме, па и за трикафти, и за мостови, и за уште што не се изнаслушав. Мислам, Сдруженијето на историчари, па добро, бараат они мораториум, тоа е нивно право. Они на еден начин се засегнати од тоа што може би се плашат дека ќе изгубат работно место, па и тоа е оправдано, ја го оправдувам тоа. Сега, дали ќе биде така или нема да биде така, па чекајте, доставиме стручњаците да кажат. Инаку јас, да речеме, имам работи кои не сум задоволен од образованието, пример Шангајската листа, сега да не ја образлагам, па да речеме спојување на одредени предмети, може би треба. И то сепак и во споените предмети треба да имаме стручни
лица. И историчари, и физичари, и хемичари, тие ќе го предаваат тоа. Меѓутоа, секој од својот дел на домен на она што го предава, што го знае. Во секој случај, мислам дека треба да се расправа. Сега, што ќе се донесе и како ќе се донесе, доставиме на времето. Имаме стручни органи, нека одлучат како ќе одлучат за добробит на децата. Времето ми истече, ви благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Се извинам, ја една реплика. Ајде. Човекот не овој него претходниот кажа сите што се јавуваат и јас сум во тие. Добро. Има потреба некој да ни објаснува посебно затоа што и нема голема филозофија. Овие реформи што ни се наметнати, односно се наметнати на децата. Нивниот резултат од анализа на кое место сме во светот и на ниво на средношколци и на ниво на факултетите имаме поразителни резултати. Што значи сите овие иницијативи и што се направија смена резултира со лоши резултати. И тоа треба да каже дека не вредат тие. И нема потреба некоја друга филозофија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Иван Б. ни пишува и вели: здраво Огнен, не постои ни еден граѓанин на Македонија кој ќе каже нешто што учел на училиште по предметот историја. Доколку со новиот концепт се отфрли или скрати онаа историја што се учеше во изминатите 70 години, а остане само македонската, јас сум за тој концепт. Инаку логичен е бунтот на историчарите затоа што наводно ја бранат својата бранша без при тоа да внимаваат на општиот интерес, завршува Иван Б. Благодарам, поздрав за вас. Само момент, да. Билјана Б. ни пишува и вели: добар ден и ви посакувам убав ден. Благодарам и вам исто. Не знам зошто историчарите бараат мораториум, затоа што со новата концепција има 4 часа неделно, досега беа 2 часа. Или бараат мораториум на програмите кои се уште не се излезени по предметот историја и општество. Пологички е наставниците од природната група да се незадоволни, но се надевам дека со обуките на наставниците ќе се разрешат дилемите како ќе се реализира наставата по природни науки. Инаку концепцијата нуди пристап, начин и методи на работа, и настава според способностите, составот на учениците. Исто им се дава голема слобода на наставниците да реализираат, планираат настава според способностите на своите ученици. Поздрав. Поздрав и вам, Билјана. Дали имаме време за уште еден гледаш режија? Добар ден. Готови сме? Добро. Благодарам за информацијата, режија. Ви благодарам вам за вклученоста во текот на денешното издание. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.